Мечката заигри пред нашиот праг, драги гледачи. Или ако подобро размислам, веќе одамна игра и никако да престане. Игра како косовка девојка. Ова е времето денес. Добра вечер. И додека мечката си тера по свое, редно е и ние да си тераме по наше. Мораме сами да тргнеме по одговорот на прашањето зошто мечката игра баш пред нашиот праг. Прашајте ни, што ме прашувате мене. Тоа е... Да ви кажем, не сум баш многу по политика да изотворе, али има причини зашто. Батка, тоа е политичка работа, бе. Со ова партија, бе, знаеш. Сега едни дојде, други појди и само заради тоа. Иначе треба да се признае. Треба да се признае, батка. Само се чека момент. Тоа е, не за друго. Македонија си има собствени интереси, сигурно од тоа. За тоа не знам, не може да речам ништо уште. Што знам, што да кажам се? Зашто? Не знам. Се знае власта. Политичарите, кој е, види? Друг никој. Намо да иде напред, се доле, батка. И тоа е. Тоа е вистината. Па сигурно ја не сум, бате. Политичарите. И властите и секој од нас помалку. Од работник па до генерал што викате или до преседател. Па не знам. Власта треба да знае. Власта. Во неја е целата. Па народот. Било кој народ. Народ прави народ. Расипуе. Да, имаме рака. Имаме, за тоа го надам. Да, бе, помалце, мора. Имаме. Како го поправам? Од така? Алатот е отворен. Не, на мајстор, ако знам сам ќе го поправам, ако не мајстор. Не. Не. Затоа што не се разбирам, разбираш ли не? Претежно сам на мајстор. Па бегат, зашто да не бегат? Па се бегат, од кај знам ја што да ти кажам, бегат? Дали бегат? Па бегат, мислам, во новиве времења. Денеска се почесто се снаоѓаат, па мислам дека почесто бегаат сега него поредно. Не знам тоа, не сум запозната. Да бегаат како не. Тоа им е полесно на нима. Ако знае, кида на час, ако не, бега. Штом не знае да каже нешто и бегаат. Не знам тоа. Нивки ги прашат. Па бега тече се со послаби оценки. Мислам дека се тоа од нивните родители. Например, кои се разведени, кои имаат деца без родители, што се. Тоа е се од дома. Што и да се случи од дома. Кога нема строгост дома, нема и школа строгост. Од разговор од комшиите слушам дека дисциплината е на многу ниско ниво и дека нонсто бегаат. И додека некој смета дека причината за низиното играње е границата со Косово, а други пак тоа што некој ја чепкал, мечката како што гледате и понатаму си игра. И додека Груевски воопшто не приметува дека игра мечка затоа што е зафатен со броење чекори, а председателот пак гледа само бело мече, Али Ахмети вели дека веќе трет ден сонува мечка која само нему му носи мед секој сабајле. Значи, прецизен одговор од нашите политичари се уште нема. Затоа одиме со играта Повикај пријател и го имаме првиот џокер за вечерва. Тој е нашиот дечко кој што работите секогаш ги гледа од птичја перспектива. Баце, имам и лоши денови кога гледам од жабја перспектива. Гледај, баце, останав без пердови. Абе, што си се свиткал така како болен дојчин, бе? Пак да не влета погрешка во некој мотор на Боинг? Не, бе, баце, пострашно. Ме нападне еден мутиран орел со 2 глави, баце. Што зборувам, ви сте
мене е. Имаше 2 глави. Летам ја стака кон тетово. Имав да испорачам неколку деца таму кај Грубчин, ми се појавува Орелов со 2 глави и ми вика: "Го признаваш ли Косово?" А Косово ме признава ли мене бе? Одма му вратив код пушка баце. И? Што направи Орелот? Со едниот клон ме фати доле, гледај баце. За да не можам да претнам, а со другиот ме удираше право у мал мозок. О, толку ме боли, баце, што ми се причинува дека зад тебе игра мечка. Леле, ај, одам да барам инвалидска пензија, баце. И да ти се снеди. Застани бе, Стилијане. Добро ти е бе. Стварно игра мечка. Барет. Сега на оваа тема го имаме кого друг, ако не нашиот експерт за одбрана и заштита, војводата Питу Гули. Не велам здраво живо, брату. Слобода или смрт? Моле, колкава е мечкава, галива, смрт не ни бегат. Слушај, брат, ова не ми мириса на Арно. Иста ваква мечка играше во Слободно Крушево за време на Востаниено. Ама никој не можеше да ја види, освен ја. Му реков јас на братот Карев: "Брате Карев, јас гледам како играт мечка, а тој мислеше ти сум пија." Следниот ден Аскеро нападна и јас со моја начета го изеов постанот зелен. Лош предзнак е тоа да ти заиграт мечка, што не е фатена на орото, брат. Добро, и ке се најде ли, ке бараме ли некој чаре? Така е. Ќе мора чаре да бараме. Како експерт за одбрана, должен сум јас да го бранам народот мој од вакви мечки што му играат на прагот. Само мечкава некако бајки разиграна. Мислеа ти е дресирана у бон стил. Од таму и свираат они за да играат она во нашиот двор. Добро, војводо, според вас, имаме ли капацитет да се одбраниме? Тоа е прашање. Авиони не ги фрливме на отпад. Хеликоптери не пола се расипани. Имам идеја. Побараја големата мајка. Од та харпија и клутница волци ги избегат, а не па една мечка. Управо си, брато Питу, управо си. Тогаш да го побараме нашиот експерт за економија и последната надеж за спас на Македонија, големата мајка. Мечка! Па и не му беше баш најдобра идејата на Питу. Каква економија да водам и какви инвеститори да донесам кога овде никој не се ми е раце после после мокрење. И капак на се, во дворот не игра мечка. Ама секој нормален човек, примерно, се плаши од мечки, ако му влезе дома, ќе гледа да ја избрка како знае. Зашто, ако не ја избрка, самиот ќе се осуди да живее во изолација. Ма никој нема да му дојде на гости, верувај ми. А со толкава мечка во дворот, потенцијалните инвеститори ќе бегат од нас како да сме, како да кажам, HIV позитивни. А да, ма Бог да чува, фуј. А како можете да живеете со мечка од планина? Ама нема више да губам време со вас. Еве ја мојата оставка на местото владин експерт за економија. Чао! И колку да знаеш, не игра само една мечка, а повеќе се. Фуј! Ете, слушате, драги гледачи. Не е една мечка, повеќе се. Изгледа стварно не има спас. Помош! Помош, луѓе! Гледачи, помош! Режија, Дедо Перун. Дедо Перун ќе ни помогне. Пуштете Чад за Дедо Перун, пуштај! Колку повеќе пружаш отпор, толку полошо за тебе, дете мое. Направи се дека си мртов и мечките ќе заминат. Махер сум јас за мечки и бркање сојки. Фала на советот, Дедо Перун. Јас мисле дека само една мечка не игра на прагот, а тоа се повеќе. Како ќе го решиме тој проблем? Треба да знаеш дека ако веќе игра една мечка, тука мора да има најмалку уште една. Така, во наредните денови, на северот и северната граница се очекува играњето на мечките да продолжи со несмален интензитет. Утре, например,
мечките ќе играат речиси преку целиот ден и доцна во ноќта. Дури и во раните утрински часови, играњето во северниот дел на земјата малку ќе запре, но затоа пак журката ќе се префрли во јужните делови на Македонија, во близина на грчката граница, што значи мечки ќе играат нон-стоп. Јас сум богот Перун, вашиот временски пријател и пророк, и сите вие ќе бидете изедени од мечка. Кога веќе мечки да инсистираат да играат во нашиот двор, драги гледачи, постојат две можности. Или да им се придружиме, или да им го отстапиме нашиот простор за живење и да се преселиме во зоолошката градина во Скопје. И така во неодамна никој не живее. Довидување и пријатна вечер.